да зборуваме гласно за акушерското насилство. Денеска појаснуваме со асистент доктор Весна Чебишева од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро, докторке. Добро утро, Јована. Ви благодарам на поканата и особено ми е важно што ни давате медиумски простор да зборуваме на една за нас, меѓутоа и за јавноста, многу чувствителна и подзаборавена тема. Докторке, што се подразбира под акушерско насилство? Видете, тоа е една многу широка тема. Прво, како здравствени работници, нас ни е многу тешко да зборуваме на оваа тема, заради тоа што перцепцијата може да биде многу погрешна. Акушерското насилство е познато во нашата пракса, уште многу одамна, всушност уште во 18-тиот век почнале да зборуваат на оваа тема и да ги потенцираат настаните кои што се на некој начин поврзани со акушерското насилство. Како тоа се популаризира во последните десетина години, значи веќе научната заедница и ФЕЛА пробува да го смени изразот, затоа што самиот израз насилство е нели да наштетиш некому на некаков начин, па самиот збор се труделе да го сменат за да не привлекува толку негативно внимание. Па сега нашите интернационални издруженија оваа тема ја нарекуваат субстандардна или несоодветна нега во текот на процесот на породување. Повторно се тука сите аспекти кои што го дефинираат акушерското насилство како тема, меѓутоа добиваме една номенклатура која што е полесна и поприфатлива. Инаку е поврзана со многу настани, темата е многу обострана, многу двонасочна. Нашите пациенти треба да сватат дека всушност во оваа тема не учествуваме само ние како даватели на здравствените услуги, туку во голем процент учествуваат и тие самите. Двонасочна е улицата, ќе зборуваме малку на подетално и на оваа тема, но кога ќе се спомене акушерско насилство, веднаш некои реченици се оние кои што најмногу се паметат и кои се зборуваат и прераскажуваат, всушност создаваат лоша слика и репрезент некому кому што можеби не треба да биде така. И па се отвара прашањето колку здравствените работници всушност играат улога во создавањето на сликата. Еве некои од речениците ќе ги споменам. Ова се реченици раскажани од родилна сала. Не викај, не се дери, туку напни, или напни, или јас ќе те напнам. Бабите по ниви раѓале, па вие тука ќе се лигавите. Ова се само дел. Ајде да не ги споменуваме другите, ова се само дел. Се согласувате ли дека тие се тие кои што не се добар репрезент кога една жена тргнува во еден од најубавите, може да кажеме, и најубавите моменти кога раѓа нов живот? Видете, тоа се главните моменти, всушност и нас ни е многу жал што тоа е главната слика која што се прераскажува. Ние како перинатолози, односно акушери и Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство прави напори се поголеми да проба оваа слика да ја смени. Ние се трудиме да ги следиме светските трендови, она што се случува околу нас и со сите тие едукации, со сите тие научни гостувања во високо развиените европски земји, се трудиме да преземеме колку е можно повеќе за ова да го смениме. За жал, сликата на пациентките и сликата на јавноста е таа која што ти ја спомена и всушност и од било каде и да тргне човек со неговото искуство, некогаш позитивните искуства малце ги тргаме на страна и се задржуваме на оние моменти кои што се негативни. Ние мора да признаеме дека некои работи некогаш не се како што треба. Се трудиме да ги смениме, постојат многу ентузијасти, многу лекари кои што знаат совршено да си ја работата во родилна сала и ние навистина се трудиме овие реченици што е можно помалце да ги слушаме, работиме на тоа да што е можно помалку пациентки од нашата клиника излезат со некоја ваква реченица во меморијата, затоа што знаете како Хипократ сметал дека жената е сила на природата, затоа што всушност има можност да роди нов живот. Меѓутоа во тие моменти е таа и најранлива и за жал и најблиску до смртта. И тоа се уникатни моменти кои што цел живот остануваат во меморијата, меѓутоа треба и ние самите да знаеме дека и во тие моменти треба максимално да се почитува интегритетот на телото кое што раѓа нов живот и да внимаваме многу, не само со зборовите. Знаете, субстандардната нега во породувањето не е само вербалниот момент, не се само овие реченици, не е само физичкиот момент, ме влечеа, ме врзеа, ме свртеа и така натака. Да.
Тука се многу работи вклучени. За кои што некако не ги споменуваат. За многу работи не се зборува, затоа и сакав ова да го почнеме на тој начин, да зборуваме гласно за акушерското насилство, затоа што тука сите имаме удел. Акушерско насилство и пациентка да дојде во 38 гестацијска недела и да побара царски рез. Во сосема нормална, здрава бременост, сосема уредна. Нели знаете како, самата субстандардна нега го дефинира како краен исход. Дајте да го хуманизираме породувањето. Еден стар германски професор кој што веќе е во пензија, целиот свој живот го посветил на родилна сала и на породување. Последното предавање на неговите помлади колеги го почна со зборовите "го разболевте породувањето". Породувањето е природен процес. Дајте да ја дадеме на природата да го направи тоа што треба и да ја информираме пациентката. Пациентките во најголем процент се недоволни и несоодветно информирани. И тука влегуваме во тие моменти во кои што излегуваат некои форми на субстандардна нега, затоа што самата неинформираност од нивната страна, они доаѓаат со многу очекувања, а за жал може да се соочат со реалноста во која што нема баш да им ги исполни сите тие очекувања. А ние од другата страна сме тие кои што сме раководители, двигатели на процесот. Значи, ние сме тие кои што треба да ги дадеме информациите и знаете како со нашето искуство од секојдневната работа, ние гледаме како многу голем процент од пациентките кога ќе бидат соодветно информирани и кога ќе бидат вклучени во самиот процес, во голем процент ги именуваат мислењата и ставовите. Ќе зборуваме за тоа како се гради довербата. Вие доаѓате од едно од најголемите породилишта во државата, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, каде што впрочем јас имам 2 пати многу убаво и позитивно искуство. Ги споминавте искуствата, споминавте дека малку се зборува за позитивните, зошто е тоа така не знам. Кога жените меѓу себе сакаат да ги споделат искуствата, јас конкретно сум споделувала позитивни искуства. Според вашето секојдневно искуство таму, двонасочна е комуникацијата. Дали за секоја акција следи реакција или пак претходело нешто за таква акција? Колку може да се докаже веродостојноста на, повторно под наводници ќе ставам, акушерско насилство? Знаете како и секоја приказна, и оваа приказна за акушерското насилство има две страни. Точно е дека Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство е најголемото родилиште во државата. Истовремено представува центарот каде што пристигнуваат комплицирани бременности, бременности кои што се водени со најразлични типови на коморбидитети, дополнителни болести, и за жал стигнуваат пациентките кои што се со сериозни компликации, дали пред породувањето, во тек на породувањето или после самото породување, од целата држава. Тука ги вклучувам и државните и приватните родилишта. Она што се создава со години е таа негативна слика за државните родилишта. Можеби малку е маркетинг, меѓутоа во голем дел представува и некој тип на искуство кој што жените го понеле со себе. Не сакам да го наречам негативно искуство, меѓутоа можеби не се сретнале со она што тие го очекувале да се сретнат во тие моменти на самото породување и после него, во текот на целиот престој на нашата клиника. Но знаете како здравствениот систем не може да живее во вакуумот останатото општество. Значи, онака како што е уредено општеството и функционира во сите сфери, така и во здравството се пренесуваат голем дел од негативните моменти на функционирање на општеството, и ние нели тука застануваме за да се бориме против сето тоа. Не можете секогаш до крај, меѓутоа она што може да го направиме да ги почитуваме последните европски препораки, и во сите тие препораки всушност се потенцира моментот дека за да ја добиеш довербата, треба и од другата страна да има особа која што сака да ја прифати таа доверба и да верува, односно да всушност она што го презентирате очекува дека навистина ќе се случи. Всушност тој е начинот на кој што се гради довербата, докторке, ќе се согласите. Многу веруваме во младата надежна генерација на доктори која што вие сте дел од истата, и веруваме дека ќе промените сликата. Навистина се трудите постојано да биде така. Можностите се сега поголеми, можности да прошетате повеќе, да видите други родилишта надвор од нашите граници, и секаде има по некоја ситуација. Не може да кажеме дека само кај нас се случува нешто, никаде во светот. Дефинитивно не. Да, не се случува, но конкретно кај нас, што мислите?
како ќе успеете да ја зацврстите довербата кај пациентите? Мене ми е многу мило што вие имате позитивно искуство со нашата клиника и навистина искрено посакувам се поголем број на родилки да имаат позитивно искуство со нашата клиника, затоа што навистина се трудиме да направиме многу како тим, да ја вратиме довербата всушност воопшто во државното здравство, а особено на државните родилишта, затоа што знаете како демографијата потекнува всушност од функционирањето на родилиштата и она што од јавно здравствен аспект е важно е што стапката на матернална и перинатална смртност не е единствена што го дефинира успехот на јавното здравство. Тука треба да се стави значи и искуството на пациентките во самиот процес на породувањето и нивната вклученост. Ние точно многу одиме, многу предавања слушаме, се трудиме тоа да го донесеме тука, меѓутоа акушерското насилство и сите овие работи кои што жените први им текнуваат кога ќе се спомне терминот, не се само тука, не се само во нашата држава или само во балканските земји. Високо развиените скандинавски земји имаат сериозен проблем со истите работи со кои што ние се соочуваме, меѓутоа они повеќе вложуваат и повеќе прават на таа тема за да се надмине, па имаат многу подобри искуства. Она што нас не потикна да зборуваме и да работиме на оваја тема како здружение, всушност представува и тоа што е се поблиску до нас. Знаете, тука можеби не е толку актуализирано, меѓутоа и во соседна Србија само во изминатите 10 месеци имаше голем број на протести, голем број на мрежи по социјалните мрежи кампањи кои што на некој начин го потенцираат акушерското насилство и се трудат на жените да им ја подигнат свеста што треба тоа да значи како треба тоа да се пријавува, односно како треба да се реши. Во цел тој процес се вклучени и многу лекари, за да можат заедно да се изборат против тоа. Тоа и ние го правиме, да. Значи, она што сакаме ние да го направиме и на нашата клиника, секој ден се трудиме да го воведеме во родилната сала, е обостраната верба, да внимаваме на било каков физички или вербален момент да не ги повредиме пациентките, меѓутоа истовремено да внимаваме на современите протоколи. Ништо не се прави без потреба, ништо не се прави без информирана согласност од страна на пациентката, ништо не се прави предходно комплетно да и се објасни на едноставен јазик што тоа представува и да имаме взаемна согласност за чекорите кои што ќе ги преземаме понатака. Нема потреба пациентките да се прегледуваат на 1 сат, нема потреба да се врзани за цетеги и за креват. Значи, комплетно може да се мобилизирани, може да користат пилате стопки, може да слушаат музика, да заземаат положба која што ја сакаат. Знаете како сите тие работи нив им помагаат, им го зголемуваат позитивното искуство, а нас не ни влијаат на процесот на породување. Во моментот кога има можност нешто да тргне негативно, ние треба со време да ги предупредиме за да знаат зошто одредена постапка се презема, односно кои се можностите да има лош исход по мајката или по плодот. Благодарам, докторке, благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе имате убава соработка со пациентките. Ти благодарам, Јована. Значи се надевам на вистина на комплетно враќање на довербата во државните родилишта. Еве ние веќе го финализираме проектот да го вратиме моментот на предродилни подготовки на клиниката и да го вратиме проектот Добре дојде бебе, во кој што сите пациентки ќе имаат можност веднаш на нашата клиника да ги пријават новородените и да добијат директно извод од матичната книга на родените. Тоа многу ќе улесни, се надевам дека ќе успеете побрзо во процесот. Благодарам, докторке, за гостувањето. Благодарам уште еднаш на поканата.